Со изложба на уметници од Италија, Србија, Велика Британија, Полска, Словенија, Црна Гора, Бугарија и Македонија, во петокот во Битола заврши 12-тото издание на меѓународната ликовна колонија Дениро 2016. Токму за се она што се случуваше од 15 па до 24 јуни, но и за тоа со какви впечатоци си заминаа учесниците кои што беа од странство. Ова утро ќе разговараме со моите двајца гости. Добро утро, ќе му посакам на Панде Петровски, координатор на ликовната колонија, и на Владо Ѓорески, член на уметничкиот совет. Еве, веќе 2 дена имавте време да ги соберите, да ги сумирате сите впечатоци од 12-тото издание на ликовната колонија Дениро 2016. Кои се впечатоците, еве, кои што вие успеавте да ги сумирате до сега? Добро, пред да ги кажам дел од впечатоците, заради тоа што тие се многу богати, многу силни, и сигурно дека ќе треба уште време целосно да ги резимираме. Ние всушност имаме и закажано еден состанок, организаторите и уметничкиот совет, за да направиме на рекапитулација и да се договориме јасно и за идната колонија. Меѓутоа, јас сакам исто така во интерес на вашите гледачи да кажем само неколку зборови за CV-то, накратко за нашава колонија, која што започна во 2005 година и ова е 12-та поред. До сега учествувале околу 140 уметници од сите краишта, би рекол, на светот. Организирани се некаде 38 изложби низ Македонија и во странство, создадени се некаде околу 200 дела, а со ова колонија, со овие учесници, уште десетина, значи тој број веќе стигнува до 140, а создадени се и околу 40 нови експонати, така што таа бројка расте. Инаку, основната цел на колонијата, како од почетокот, како во сите досегашни колонии во овие години, ние изготвуваме редовно програма од 2 дела. Првиот дел е тој творечкиот дел, кој што се одбива во ателје главно, и вториот дел, јас го нареков ова година културна забава, ако може така да се наречи. И оваа година исто така работевме со цел што повеќе да се запознаеме, да контактираме со колегите, па од тука не само нашите впечатоци, што не задоволува посебно заради тоа што остваривме контакти вистина со врвни уметници од Италија, од Англија, од Бугарија, од Црна Гора, од Словенија и така натака. И тие контакти сигурно дека ќе продолжат, така што во текот на разговорот сигурно ќе кажем и други моменти. За почеток нека биде ова. Еве, јас пак ќе се навратам на тоа колку сте задоволни од овогодинешното издание и како еве заврши веќе кога е позади вас, позади нас ова 12-то издание на ликовната колонија. Задоволни од сработеното, од тоа како со какви впечатоци си заминаа гостите токму од Македонија? Јас мислам дека и тие заминаа со прекрасни впечатоци спрема она што самите го кажува. Ние им овозможивме, јас веќе спомнав, да се дружиме не само во Битола. Нас ни беше целта, покрај тоа што ќе работаат, а сработија вистина прекрасни 40 дела, реков кои што ќе ја збогатат и онака богатата збирка. Имавме за цел да, затоа што се повеќето странци, да им ја представиме нашата убава татковина, барем онај дел кој што ни е поблиску
и би рекол јас покарактеристичен, без да кажувам дека и другиот дел од Македонија е помалку важен, но ете, беа презадоволни прво од најопеаниот, би рекол, најконзулскиот град, нашиот роден крај. Ги однесовме во Хераклеја со нашиот историчен уметноста член на Уметничкиот совет Владо Ѓоревски, кој што исто така ќе кажи таму колку тие беа изненадени и воодушевени. Ги прошетавме до манастирот Свети Ѓорѓи во Курбиново, да. Потоа бевме и на Плавшник, каде што го видеа и Климентовиот универзитет, градот, мислам, бисерот балкански, Охрид, каде што исто така беа председателни Свети Наум го посетивме. Бевме исто така и во Крушево, значи зборувам за тој дел од програмата, каде што ја посетивме куќата на Никола Мартиновски, еден од доаѓаните, мислам, еден од таа прва генерација на ликовни уметници школувани со академија во Македонија. Па навративме ке нашиот учесник Сергеј Андреевски во Слојаштица, каде што тој исто така има ателје и организира некаде во септември секоја година меѓународна колонија наречена Гумно, а сето тоа посветено на неговиот татко, познатиот писател, не само македонски, би рекол и светски, Петре М. Андреевски, каде што исто така покрај таа срдечна средба што имавме таму, имавме можност да видиме и дела насликани и во таа колонија. Во Крушево бевме примени од едно домакинство, Петре и Кирче, син му, на еден традиционален домакински крушевски начин. Така што мислам дека сето тоа што му го овозможивме на гостите и им оставив впечаток, затоа што изборот беше на овие 3 града, јас би рекол доста интересни, убави и ставаат впечаток на една права слика за нашата република. Ја споменавте и Хераклеја, еве ќе се надоврзиме сега токму и со тоа. Што за нив значеше посетата токму на ова место кое што е едно културно богатство не само за Битола, туку и за Македонија? Значи би почнал се на мала дигресија. Во минатото постоеше комисија за откуп на ликовни дела во градот и во текот на 50-тина години формирана е една збирка од околу 600 дела. Таа збирка денес се наоѓа во Заводот и музеј во Битола. Важна е по тоа што го следи развојот, историјата и значењето на ликовната уметност не само во Битола, туку и на ниво на држава. Во последните 25 години таа институција наречена откуп на ликовни дела не постои и на ниво на институција речиси ниедно дело не е сместено во депоата на една институција која се занимава со културното наследство, со вредностите, со духовното творештво. Појавата на ликовните колонии е специфичен феномен кој е продукт или е значење на пред се луѓе кои се идеалисти. Тука да го спомнеме директорот Драган Филевски, кој води 12 години ова колонија, ја води со исклучителна љубов, со исклучителна верба и пред се со одредена мисија која е од суштинско значење за најдиректно следење на развојот, на пулсирањето, на креативноста, не само кај нас, туку еве и во меѓународни рамки. За 12 години да се формира збирка од над 200-250 дела, според мене е подвиг, сериозен подвиг, кој, ако не денес,
во време кога сме обременети со безброј проблеми, пред се од екзистенцијален карактер. Убеден сум дека по доста време тоа ќе биде еден од значајните патокази на нашата креативност, на нашиот дух и на нашата неуништивост, на нашата нематеријалност. Она што го прави ликовната колонија Де Ниро е всушност една вид на хроника или хронологија на нашиот духовен развој или духовна неуништивост. Во овој контекст би спомнал, бидејќи се работи за присуство на значајни автори, например Глигор Чемерски кој почина неодамна и кој во моментот има изложба во Белград во Српската академија на науките со над 100 дела, застапен е во оваа колонија со неколку серии од ликовни дела кои ни случајно не можат во институција да се наоѓа. Бата Михајловиќ кој работел во Париз исто така е присутен. И сега да не редам таксативно, таа бројка, повторно ќе речам, која не е математичка, таа содржина од 200 и повеќе белези на креативноста е голем влог за нашата иднина, нашата сериозна иднина. Споменавме на почетокот дека учествуваат 10 уметници од повеќе земји, еве ќе ги кажеме кои се тие, затоа што и нашите гледачи веќе имаат можност да погледнат дел од делата, односно оние кои што се изложени токму од оваа колонија. Да. Се извинувам, морам да ги прочитам точно. Но пред тоа да кажем само дека организатори на оваа колонија се Силвана и Драги Филевски, исто така имаме и уметнички меѓународен совет во кој што членуваат уметници од Србија, од Црна Гора, а и исто така и од Кајнес. Оваа година, за наша среќа, беа учесници Паоло Чиампини од Италија, Тери Чип од Англија, кој што издаде и своја, би рекол, книга, не само каталог. Тој учествуваше и 2011 година на нашата колонија и од таа колонија, од тоа учество, отворе во Лондон своја изложба од 34 експонати, на која што поставе неколку фотографии и документи од самата колонија, но повеќе цртежи и слики. Самата, би рековата книга, не каталог, се вика две недели во Македонија. Не знам колку ќе можат, која камера ќе ја фати гледачите. Тој ни донесе вакви неколку примероци. Ние посебно му се заблагодаривме заради тоа што навистина на еден прекрасен начин ја презентира, ја афирмира нашата земја. Исто така, на колонијата беше и Катрина Садрак од Англија, инаку полјачиња која што живее во Лондон, Страхил Дненов од Бугарија, Диметенков, македонец кој што 20 на години живее во Словенија, и Драган Мијач Бриле од Црна Гора. Тука кога сум кај него да спомнам дека ние сме збратимени како колонии со колонијата што тој ја води во Црна Гора, Бујарица, и покрај досегашните заеднички активности планираме до крајот на годината да реализираме еден проект за културна соработка помеѓу двете држави. Од Македонија, за наша среќа оваа година, го начекавме слободен Сергеј Андреевски, потоа Цветанка Јовановска од Скопје беа, од Кајнес, и би рекол естрадната уметница, пеачката Дани
Димитровска од Скопје исто така, која што наслика и едно дело за наше изненадување. И од нашиот град, нашиот пријател Владо Ѓоревски Ерафик, Драган Ангелковиќ исто така, јас исто така насликав две дела. И тоа се тие учесници, 6 од странство и 6 би рекол од Македонија. Инаку сето тоа творење, сето тоа дружење го фотографираше Димитар Петковски од Битола, заради тоа што ние правиме една архива и со желба, така со идеја да направиме и една богата монографија за овие изминати години. Како што реков јас, во петокот, односно на 23-ти беше презентацијата на творбите. Има можност, значи, веќе сите оние заинтересирани да дојдат и да ја погледнат целата изложба на се што се сработи. Колкав е интересот? Доаѓаат луѓето да видат што е она што се сработила? Видете, искрен да кажем, нас ни се погоди, ни се совпадна терминот со Шекспир фестивалот. Очекувавме повеќе, затоа што кога Драги организира, вистина нема место за сите во тој ресторан, но во секој случај задоволни сме заради тоа што имаше доста луѓе и всушност тоа беше и прва презентација на она што го сработивме, но на есен, веројатно октомври, како што планираме, сите тие дела ќе бидат изложени во магазата, кога ќе имаат можност да ги видат и поголем број наши сограѓани, а планирано е исто така, ние по традиција изложбата од колонијата ја поместуваме и во Домот на културата Марко Цепенков во Прилеп во рамките на фестивалот, театарскиот фестивал Војдан Чернодрински, пак тоа ќе се случи, а планирани се уште неколку изложби на повеќе градови. На почетокот, кога започна колонијата, беше спомената и соработката со Националната установа Завод и музеј Битола. За каква соработка станува зборот? Па ја тоа ипак би могол стапил на Владо. Значи ќе биде потпишан меморандум за долгорочна соработка меѓу веќе сега можам да речем две институции, колонијата Дениро и Заводот и музеј во Битола. Соработката нема да биде формална, туку ќе биде суштествена во насока на афирмација на ликовната уметност, во насока на афирмација на ликовната критика, во насока на присуство на автори со едно богато CV афирмирани и во насока на презентирање на ликовната изложба или ликовните изложби низ повеќе центри, не само во Македонија. Во овој контекст сакам да споменам дека постои некаков проблем во организирањето на ликовните изложби, во посетеноста. Ликовните колонии се едно од островчињата каде што постои една вистинска искрена радост на творештвото, уметниците се дружат, а зрачејќи со таа радост ги привлекуваат и ја привлекуваат и публиката. Така да тоа е една од светлите ситуации, светлите точки за развојот, за обстојувањето на ликовната уметност и затоа како институција Завод и музеј се вклучуваме во ова радост на создавањето, сметајќи дека еластичноста на размислувањето и на институционализирањето не е бирократски, туку е пред се креативен момент. Исто така ќе прашам, значи споменавме соработката со колонијата од Црнагора. Да. Споменавме веќе некои работи со нив, што она еве кога веќе имаме позади нас оваа 12-та ликовна колонија, што она што се планира за војднина? Кои се плановите? Да. Сигурно дека и оваа изложба ќе ја пренесиме таму. Наши членови, учесници на нашава колонија, веќе договорија учествува и на таа колонија. Тоа го правевме и досега. И јас веќе кажав дека
треба да се состанеме и тој проект што го имаме веќе како замисла, на кој начин ќе го реализираме, секако дека основно ќе биде размена на изложби или заедничка една изложба, нивната колонија со нашата колонија, и таа изложба сигурно дека ќе прошета и низ Македонија и низ Црна Гора. Така ни се замислите, па што ќе излезе од сето тоа, во иднина пак ќе имаме можност да разговараме. Јас се надевам дека еве и овие планови кои што ги имате, јас се надеваме дека и наредната, макар што ќе не биде еве 13-та, нели велат дека ние сепак бак со зброј, но Ќе го прескочиме бројот. да. Напротив, Да. на 13 са малку може. Верувам дека ќе се случуваат многу добри работи. Пред се еве во наредната недела директорот со неговата сопруга ќе заминат во Словенија и ќе имат директен контакт со најголемата ликовна колонија на Словенија, Сињи врх. Веќе имаме некаква контакт, воспоставивме, многу се позитивни за соработка. В година треба да дојде Валерија Бертесина, една од најзначајните ликовни авторки од Италија, но меѓу другото е една од најдобрите организаторки на ликовни случувања. Предпоставувам дека ако го вложи својот удел во нејзиното работење, можно е ликовната колонија да биде презентирана и во Италија, во Винченца и Падова, таму е нејзиниот центар, така да таа пројавува интерес. Така да бројката 13 мислам и се надевам дека ќе биде една од светлите бројки на Колонијата ќе биде 13-та, бројката, добро, јас малку хуморист, за да се шалам. Значи веќе се работи и на програмата за наредното Апсолутно, издание на Веќе имаме потврда од Валерија Да. Бертесина дека со големо задоволство ќе присуства. Тоа е многу важен податок. Кога сме кај соработката ни е преку овие контакти со учесниците, остваруваме, мислам, воспоставуваме и поединечни контакти, да не испадне сега фалба, меѓутоа кога веќе разговараме за тоа, благодарение на една колешка од Скопје, таа веќе ми договори мене самостојна изложба в среда, сега на 29-ти, сликите се веќе поставени таму и негде 40-тина мал формат. И меѓу други уметници се остваруваат тие контакти, се реализираат, соработката продолжува и не само значи на ваков колективен план, туку и на поединечен. И успех за сите. Да, мене само што ми останува да ви се заблагодарам за тоа што еве ова утро бевте наши гости. Ги споделивме со гледачите и деталите за она што се случуваше на 12-тото издание на ликовната колонија Дениро 2016. Ги кажавме тука учесниците и она што веќе го имаме замислено како цел за војднина. Јас како координатор должен сум да ви се заблагодарам како телевизија за тоа што не следите и се надевам дека оваа соработка ќе продолжи и во иднина. Секако дека ќе продолжи. Почитувани гледачи, вие останете со нас затоа што и ние ќе продолжиме понатаму со останатите содржини токму во утринската програма.